Почитувани колеги, заменик министарке за правда. Денес зборуваме за чувениот Закон за Академија за суди и јавни обвинители и нема да зборувам за тоа како помина овој закон во процедурата, со европско знаменце, скратена постапка, без простор за дебата, и без простор при тоа вас лично да ве слушнеме да продискутирате во врска со ова законско решение. Затоа сега јас би се обратила на целата македонска јавност, меѓутоа и на пратениците колеги кои што треба да го гласат овој закон. Расадникот на кадри за во правосудството е всушност и треба да биде расадник на надеж за македонското правосудство. Но дали вистински тоа може да биде со еден ваков закон, јас сметам не. И за жал ќе објаснам зошто е оваа моја констатација. Овој расадник на кадри всушност треба да одреди кои ќе бидат луѓето кои што ќе правораздаваат во Република Македонија, и при тоа треба да поминат низ една доста исцрпна процедура во рамките на Академијата, и јас во овој момент нема да навлезам во материјална расправа за целата процедура и за начинот на патот на овие суди и обвинители, туку ќе зборувам за начинот на избор на органите на ова тело. Практично, органите на Академијата на суди и јавни обвинители се управниот одбор, се директорот, програмскиот совет, разни предавачи, ментори, приемна комисија, завршна комисија, комисија за ревизија на одржаните испити, и замислете, сите овие органи треба да бидат предложени од страна на луѓе како Весна Дамева и Црвенковска, или новиот председател на Судскиот совет, кој што, еве, видовме на кој начин беше избран. Токму овие највисоки тела на Академијата на суди и јавни обвинители треба да бидат предложени од страна на Јовевски, кој што е државен јавен обвинител, а сите ние знаеме чив кадар е, и дека еве во моментот има една процедура, односно желба, да стане дури уставен судија. Понатаму, сите овие највисоки органи или членовите на овие највисоки органи на Академијата треба да бидат предложени од Јолевски или од Советот за јавни обвинители. Понатаму треба да бидат предлагани членови од страна на Кацарска или од Врховниот суд. Понатаму, замислете, исто така има можност, односно еден од по неколку члена од сите овие органи на Академијата за суди и јавни обвинители кои што ги набројав, треба да бидат предложени токму од Кренар Лога или новиот министар за правда, меѓутоа веројатно со консултација со заменичката министерка, односно со СДСМ. И сега, ако видите чиви се сите овие кадри, значи чив кадар е Весна Дамева, чив кадар е Црвенковска, чив кадар е Јовевски, чив кадар е Јолевски, чив кадар е Кацарска, чив кадар е Кренар Лога или Весна или Мадик, тогаш ќе сватите дека всушност продолжува партизацијата на македонското правосудство и дека интенцијата и желбата со измените или овој нов предлог закон не е ништо поразлично од сето ова што се случуваше денес. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што за да бидат предложени луѓе кои што ќе членуваат во управниот одбор, кои што ќе членуваат во програмскиот совет, кои што ќе членуваат во приемната, во завршната комисија, идните ментори, идните предавачи или комисија за ревизија на одржани испити, немаат никакви критериуми. Значи, овие луѓе треба само да бидат во добри односи со Министерството за правда или во добри односи со Судскиот совет или Советот на јавни обвинители и Државниот јавен обвинител, за да можат да стапнат на токму овие места.
А сите овие органи всушност понатаму управуваат, одлучуваат како ќе функционира, како ќе работи Академијата за суди и јавни обвинители. Политизацијата повторно продолжува. Со ова ние не одиме по насоките на Европската Унија и по насоките на тоа како ние сметаме дека треба да бидат избрани и да бидат назначени едни така високи органи во така значајна академија. Она кое што исто така би сакала да го искоментирам е немањето приговор. Замислете, еден кандидат кој што ќе сака да пристапи кон понатамошна обука во Академијата за суди и јавни обвинители треба да помине еден приемен испит. Приемниот испит се состои од неколку фази. Тоа е полагање најпрви на англиски јазик и замислете, треба да одговори 100 прашања, меѓутоа, доколку падне на испитот, нема право на приговор. Замислете психолошкиот тест, тестот за интегритет, исто така, немаат приговор. Зошто правиме однапред начин на кој што ќе може да има било каква пресметка со било какви непожелни кадри во Академијата? Без правото, со укинувањето на правото на приговор, вие уствари ускратувате одредени права на одредени кандидати, а во исто време можете индивидуално да фаворизирате одредени други кандидати, знаејќи дека психолошкиот тест, тестот за интегритет се многу специфични. Таму нема потреба од некакво знаење. Таму значи дека индивидуалниот впечаток на оној кој што испрашува или на оној кој што го направил тестот или оној кој што ќе го прави тестот на кандидатот може да одреди дали некој ќе продолжи понатаму во Академијата или не, а сето тоа е елиминаторно. Значи, доколку некој не ги положи овие тестови, понатаму има процес на елиминација, односно нема да може да продолжи да ги полага другите испити или да полага квалификацијски тест. А квалификацијскиот тест е, замислете, повторно електронски начин во кој што повторно ќе се одговара по пат на заокружување. И сега повторно стигаме до софтверот, а ние знаеме токму дека проблеми во Академијата во изминатиот период имаше на софтверот. Имавме еден софтвер за кој што до ден денес не се расчистени околностите и за кој што сметам дека имаше одредена дури и процедура во рамките на овие правосудни, односно во рамките на обвинителството или на судството. Значи, кога се уште не сме расчистиле со одредени работи, продолжуваме уште подлабоко, уште посилно за партизација на највисоките, односно партизација на Академијата за суди и јавни обвинители, а со тоа и одредена подобност или неподобност понатаму на кадрите кои што ќе поминат низ ова Академија. Јас, навистина, не би сакала да зборувам за оставките, заради тоа што видовме дека вчера си дадоа оставка 20 членови на Советот, на Судскиот совет. Очекував лично вие да ги повикате кандидатите или членовите на Судскиот совет кои што беа, членови видовме на СДСМ, ги имаше на некои албумски сликички, кои што беа предлог од страна на председателот на државата, поддржани од страна на собранието, кои што беа стручни соработници да си поднесат итно оставка, меѓутоа ваква работа од вас не слушнавме, во исто време не слушнавме ниту ваш став за информацијата која што се уште постои овде во собранието и потребата за дебата за тоа што ќе направиме понатаму со органите како Советот на јавни обвинители, Судскиот совет, како ќе постапуваме со еден државен јавен обвинител кој што не доаѓа на пратенички прашања, не сака да одговори на многу постапки кои што ги имаме доставено или до него и не постапува по истите, односно не покренува никаква постапка за високи партиски функционери.